Во согласно со програмските определби во програмата на градоначалникот Орце Ѓорѓиевски, градот Скопје започнува со активности околу подготовка на градска стратегија за безбеден сообраќај. Според кабинетот на Ѓорѓиевски, градската стратегија за безбеден сообраќај ќе ги инкорпорира насоките од проектот Визија 0 на градоначалникот Орце Ѓорѓиевски. Оваа стратегија е клучна рамка за намалување на сообраќајните незгоди со цел да се подобрат безбедноста и сигурноста за сите учесници во сообраќајот преку повеќе годишни планови и програми 2026-2030 во согласно со меѓународните стандарди. Клучна цел на стратегијата ќе биде намалување на бројот на жртви и тешки повреди во сообраќајот, а визијата ќе биде 0 деца жртви во сообраќајот. Стратегијата и плановите ќе вклучуваат мерки за подобрување на инфраструктурата, образованието, контролата и истражувањето на несгоди. Ќе се дефинираат на повеќе години со конкретни активности и цели за секој период. Постојано ќе се работи на унапредување на безбедноста во сите аспекти, од возачи до патишта и возила. Здравието и животот на скопјани се врвен приоритет на оваа градска управа. Во поставување на темелната политика за безбеден сообраќај ќе ги подобриме условите на најранливите групи. Како град Скопје ќе вложиме во политики и инфраструктурни мерки за побезбеден сообраќај. Спасувањето на животи во несреќа е херојско дело. Наша задача е да работиме паметно и да вложиме во превенција. Стратегијата ќе има посебно внимание кон програмата Safe to School, со која ќе им се возможи на децата безбеден пат од дома до училиште или културните и спортски установи на градот, истакна председателот на Советот на град Скопје Даме Димитровски. Градоначалникот на град Скопје Орце Ѓорѓиевски денеска информираше дека по долг период на застој продолжува изградбата на улицата Љубљанска, со што ќе се пушти во употреба мостот во Карпош. Довербата што ја добив од граѓаните е обврска да се решаваат проблемите кои со години беа наталожени. Денес со задоволство можам да информирам дека продолжува реализацијата на проектот за поврзување на улицата Љубљанска со Скупи, со што овој важен мост на реката Вардар конечно ќе биде ставен во функција на граѓаните, истакна Ѓорѓиевски. Тој потсети дека проектот беше стопиран поради неопходности од обезбедување мислење и дозвола од Конзерваторскиот центар за заштита на локалитетот Скупи, согласно законската регулатива. Со проектот се предвидува отворање на нова современа сообраќајна оска, како и функционално и безбедно решение за влезот во селото преку кружен тек или адаптивна семафоризација согласно потребите на сообраќајот. Нашата цел е намалување на сообраќајниот метеж, целосна заштита на културното наследство кај локалитетот Скупи и обезбедување безбеден и ефикасен проток за возила и пешаци, нагласи Ѓорѓиевски. Од Скопската зоолошка градина информираа дека започнале со реконструкција на живеалиштата на првиот реон во градината со поддршка од град Скопје. Тимот на ЗОО Скопје со поддршка од градот Скопје започна со реконструкција на живеалиштата на првиот реон во градината. Согласно сите мерки за благосостојба во оние живеалишта каде што постоеше потенцијална зараза на животни во иднина, со цел заштита, со целосна механизација, беше изваден слој на земја во длабочина од 15 до 20 см. По овој зафат беше ставена нова подлога со тампон, кој служи само како дренажа, информираа од ЗОО Скопје, додавајќи дека по тампонот следува третата фаза во која денови веќе се постават природни материјали и земја во сите живеалишта. Покрај ова, како што посочуваат од ЗОО Скопје, била направена и целосна дезинфекција на внатрешните и надворешните делови на живеалиштата. Додаваат дека по завршувањето на реконструкцијата на првиот реон ќе продолжат со иста динамика и низ целата зоолошка градина. Нашата визија е зоолошката градина Скопје да стане модерен зооцентар за заштита на природата со хуман третман и услови за секое животно, нагласија од ЗОО Скопје во објава на социјалните мрежи. Управата за јавни приходи стави пломба на забавниот парк Зимзолент во скопската населба Лисиче. Според неофицијални информации, предходно таму во контрола биле инспектори на управата кои утврдиле неправилности во работењето. Не е познато до кога ќе биде затворен и дали ќе проработи пред и за време на новогодишните и божичните празници. Вчера и општина Аеродром по 8-дневно чекање од првата констатација за неправилности до организаторот на Зимзолент испрати решение за отстранување на реквизитите во рок од 3 дена по приемот на решението. Додека од општинските инспекции на Аеродром даваа рокови и чекаа, УЈП синоќа постапи веднаш. Забавниот парк во Лисиче денеска е затворен.
Градоначалникот на Газибаба Бобан Стевковски сподели фотографии и видео од општината во новогодишен амбиент. Оваа скопска општина е претворена во празнична бајка на најголема радост на најмалите. Газибаба обвиена во новогодишно руво, светлина, радост и празнична магија, напиша Стевковски. Покрај Газибаба и општина Бутел блесна во празничен сјај. Градоначалникот Дарко Костовски сподели фотографии и видео од украсените качиња во општината. Празнична атмосфера во срцето на општина Бутел, напиша Костовски на социјалните мрежи. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно ќе ја